Зошто добрите луѓе не манифестираат она што го сакаат? Најдобрите души најмногу страдаат. Чудно, нели? Слушни го следново што ќе ти го кажам и дозволи да остане малку во тебе. Твојата добрина е токму оној момент кој што представува блокада да изобилството, просперитетот и успехот воопшто го привлечеш. И не, денес нема да учиме како е да си себична, како да си неосетлива, како да си приграблива. Не, тоа нема да го работиме денес. Ние денес ќе работиме како да дојдеме до оптимум, бидејќи повторлива и преголема добрина представува комплетна енергетска блокада за привлекување на она што го сакаш. Тивкиот очај е брат-близнак на добрината. Едноставно одат заедно. Ако дозволиш очајот полека да се всели во тебе, тој ќе делува како канцер. Ако дозволиш долго да остане во тебе, тој ќе метастазира, ќе се вдоми и ќе бара било каква форма на адикција. Особено кај мажите. И сега главното прашање е: кога последен пат си дозволи да го земеш она што го сакаш, што го заслужуваш и што природно ти следува? А ти се чинеше дека за да го земеш е тоа премногу себично. Ова двоумење, повлекување, преиспитување, раѓање на чувство, на вина и срам, прави огромен енергетски блок за било каков просперитет или манифестирање на она што го сакаш. Во видеово ќе споделам комплетен протокол, кој што и лично за мене беше големо откритие, бидејќи сите овие тајни протоколи се кријат од луѓето, па дури и од членовите на духовните заедници. Од проста причина: слободен креатор не можеш да го манипулираш преку чувство на вина и преку рестриктивен морал. И повторно напоменувам да не ги делиш работите на црно и бело, туку на оптимално. Што е оптимално она што ти следува и покрај се како е. Зошто? Бидејќи најголемата замка во која што е заробена човековата душа е лојалност кон она како треба и како мора. Блокадата за прием е една од најгладните блокади кај луѓето и затоа сме сведоци дека 90 и повеќе проценти од луѓето живеат во постојано немање, недостиг, отсуство, стравови, страдања. Но како дефиницијата за добрина прави ѕид, невозможност да универзумот ти го даде она што ти го сакаш. Со тебе ќе споделам во ова видео, како и во сите претходни, освестување на одредени програми и процеси за излез од истите и отворање на патеката за прием на изобилие, просперитет, здравје, љубов и успех. Овој систем е намерно скриен од луѓето, а токму истиот предизвикува душата енергетски да е заробена во замка за која што и не ни знае дека постои. Вирусот на вина. Ослободување од вирусот на вина е моќна активацијска техника која што ќе ослободи огромен дел од заробена енергија во тебе и ослободување на твојата внатрешност со цел да можеш да манифестираш полесно и да се поставиш на позиција за прием на она што универзумот посекако сака да ти го даде. Сите сме сведоци дека некогаш човек кога е премногу добар, на крајот испаѓа будала. Што значи ова во превод? Ова значи потполно жртвување
откажување од сето она што ние го сакаме, буквално жртвување на сите наши планови и идеи, само за да бидеме лојални на спознанието и на матрицата, какви ние треба да сме. Односно, денес ќе ставиме под прашалник терминот и дефиницијата што всушност добрината е и која жртва фактички ти ја принесуваш и кои желби всушност ти ги жртвуваш само за да останеш лојална на некој систем од кој што, на некој животен систем од кој што и немаш многу голем бенефит. Повторно напоменувам да не одиме во систем на генерализација на црно и бело. Ние овде работиме оптимум, што е многу тешко дофатлива вештина, бидејќи луѓето често знаат да одат од една крајност во друга. Значи, бараат решение црно и бело, но верувајте, решението е во измеѓу. Во еден оптимум, каде што, ќе направиме се што се бара од нас, но истовремено ќе се бориме и за она што е за нас важно и што ни ја храни нашата душа. Често сум сведок на луѓе кои што се успешни и кои што доаѓаат кај мене со чувство на празнина. Буквално завршиле факултет, нашле работа, создале семејство и одеднаш се судираат со една огромна дупка во себе си, односно огромна празнина. Како едноставно да живеат постојано некаков туѓ живот. Буквално, собствената енергија, својата младост и своите години ги оставаат во некаква свесност какви они треба да се. Моментот кога некоја личност ќе почувствува дека треба да ужива, автоматски се активира вирусот на вина и започнува себе си да се сомнева дека нешто зема за себе и дека ќе биде осудена, особено од најблиските. Процес број 1. Која јас не смеам да бидам? Не смеам да бидам гласна, не смеам да бидам чувствителна, не смеам да бидам сензитивна. Да, не смеам да бидам самоуверена. Не смеам да бидам што? Што јас се не смеам да бидам? Кој ќе има најголем бенефит од тоа јас да останам мала, неприметна, понекогаш тажна, неуспешна? Кој ќе има најголем бенефит од тоа? На кого ќе му користи? Кој ќе има корист од мојот неуспех? Ова е фактички работа со сенка да ги освестиме сите оние мртви агли на свеста, значи слепи точки, каде што ние буквално жртвуваме се што сакаме во животот, сите наши планови, само да останеме лојални на некоја представа фактички од другите. Оттаму и реално доаѓа чувството дека ние живееме некаков туѓ живот. Што се жртвуваш за да биде како мора и треба? Дали постојана продуктивност и извршување на тековните обврски, а заборавање на активности кои што ти ги сакаш, ти ја уништува радоста на твојот живот. Некои од вас ќе си помислат, да, сега радост, како па да не. Но ако малку размислиш, ќе сватиш дека твојот живот наликува
на извршување на обврски, односно наликува на некаков програм од некоја машина. Ние сме божествени суштества, ние имаме потреба од креација, ние имаме потреба од разновидност, ние имаме потреба и Божјо право, вродено право, да го добиеме она што го сакаме. Она што ни припаѓа, она што природно ни следува. Едноставно е неприродно само да живееш живот на машина и да извршуваш тековни обврски. Буквално станува животот празен и најприродниот ефект од чувството на празнина е одење во зависности од било каков тип. Отсуството на креација, отсуството на таленти и потиснување на таленти што секој човек ги поседува, активација на виша свест, односно развој и еволуција е кодирано во нашата ДНК. Едноставно ние сме кодирани за еволуција. Ние треба да сватиме дека постојат други работи сем како мора и треба. И како и сите видеа до сега ќе работиме процеси. Би советувала да земеш тетрадка, лист, било каков за запишување, да одвоиш време за себе, доколку сметаш дека не заслужуваш да имаш време за себе, и тоа е окей, може да не работиш, може да не продолжиш да го слушаш видеото, но сепак треба да се прашаш себе си, зошто не си ти главната улога во твојот живот? Зошто сите други луѓе околу тебе или некои таму луѓе зборуваш за нив, си оптеретена со нив, со кои личности ти си оптеретена и ти се главна тема на муабет, ти фактички на тој начин ти го предаваш водството на твојот живот во туѓи раце. Главна улога и главен фокус на нашиот живот треба да сме ние самите. Никој пат не треба да се некој други. Сосема е погрешно да очекуваме дека некој друг треба да се смени, дека нешто надвор треба да се смени, дека треба да дојде некој не знам кој на власт, дека треба да ме повлече некој. Не, јас сум главната тема на мојот живот и не, ова воопшто не е себично. Моментот кога ќе се зафатиш со 100% одговорност за својот живот, што треба ти да направиш за да го подобриш својот живот, тогаш ќе започнат прашањата, да се сомневаш во се што знаеш и во се што те научиле досега. Дали е тоа така и дали е тоа вистина? Повторно да повторам, се што се случува во твојот живот е рефлексија на внатрешниот твој свет, на твојот внатрешен мајндсет и твојот внатрешен начин на размислување се рефлектира на. Се што имаме во нас, буквално се рефлектира како изгледа нашата реалност. Што чувствувам јас во телото кога ќе помислам дека можам да бидам потполно успешна, среќна, здрава и љубена? Кога ќе створам визија од себе си дека можам да имам се што сакам, кое чувство ми доаѓа? Од кого барам дозвола да бидам исполнета, задоволна? Од кого подсвесно барам дозвола да бидам она што сакам да сум, преку скромност и понизност? Од кого барам дозвола подсвесно да го имам она што го сакам, преку скромност и понизност? Значи само работиме кои се тие подсвесни програми кои што се активираат на моментот кога треба да земеме она што ни следува. Често се случува луѓето едноставно да дојдат до она што го сакат и во последен момент да се откажат. Ова го гледам во работата со многу мои клиенти кои што сакаат да се успешни, здрави, сакани луѓе, но токму моментот
на чекор пред успехот доаѓа двумење, сомнеш во себе си, некаква осуда од околината, еден вид, ние велиме тестот универзумот, дали ќе останеш на патеката на која што ја сакаш. Исто така, често прашање е зошто во последен момент, кога треба да примиме нешто, ние не знаеме да го примиме. Едноставно се откажуваме од она што ни следува. Како да го препуштаме, да ни се излизне низ рацете и да оди никаде далеко од нас, на некој друго место, во ничии други раце и така натаму. Едноставно, често се случува луѓето по долго траен напор. Едноставно да речете, па јас тоа го загуби, без да го видат сопственото учество во таа одлука. Кои се тие подсвесни програми, кои што буквално сами на себе ние си ставаме динамит да го разрушиме целиот проект на кој што ние сме работеле по долго време. Следното прашање. Дали јас себе си се етикетирам како себична, алчна, ако сакам нешто повеќе од животот? Кои пораки јас ги примив додека растев за задоволството, амбицијата и финансовото изобилие? Кој околу мене ме срамеше, бидејќи јас барав премногу? Дали јас научив дека за да бидам добра, морам да се откажам од она што го сакам, бидејќи таква никој нема да ме сака. Морам да се откажам од она што го сакам, бидејќи таква нема никој да ме сака. Како сите личности кои што беа авторитети во мојот живот, родителите, учителите, го дефинираа чувството дека некој е вреден за почитување. Која е мојата дефиниција превземена од авторитативните фигури и личности во мојот живот? Која е дефиницијата за вредност? Да, ете тој човек вреди. Која е дефиницијата? И последниот процес, огледален принцип. Ова е многу моќна вежба. И сега прашај се себе, колку јас го осудувам за неговиот успех? Колку го осудувам кој што е богат, прави по свое, создава одредени дела, но тоа за мене не е прифатливо. Постојано тој го озборувам или таа ја озборувам. Едноставно чувствувам гнев кога ќе ја видам таа личност. Кога ќе видам дека некои други слават, што се јавува во мене? И последното прашање, на кои места барам валидација, односно потврда? Каде барам потврда, од кои луѓе барам потврда за тоа што останувам мала, неуспешна, несакана? На кои места барам потврда, валидација? На кои места кукам? И барам потврда од другите за мојата неуспешност, за мојата недоследност и за моето откажување. Едноставно, постојано го окривувам животот, без да сватам како јас допринесувам за тоа. И на крајот да појаснам, сите вие што сакате да се занимавате со процесите на манифестација, не може без расчистување на овие програми да слободно и лесно манифестираш. Јас знам дека луѓето бараат техники, постојано бараат техники без да сватат дека
Самите они се техниката. Интересно, живееме во материјален свет и ова го оставив на крај, најважното го оставив на крај. Луѓето треба да сватат дека манифестацијата и она што сакаат да го остварат работи исклучиво преку енергија. Вие привлекувате од универзумот и примате од универзумот само енергетски. Мора да постои висок енергетски статус, значи кохерентност во вашето тело, во вашето, за да може да привлечете одреден просперитет, здравје и успех. Без енергетска кохерентност не може да дојде, бидејќи сигналот има пречки. Универзумот е неутрална енергија. И затоа често се случува да некои луѓе кои што не се премногу оптеретени, да кажам, во наводници со морална рестрикција, се повеќе успешни од оние што се карактеризираат дека се добри. На крајот за жал испаѓа дека добрите луѓе се добри и толку. Значи, потребни се одредени вештини, потребно е одредено отпластување, ставање на прашалник и некои други спознанија, некои други способности, за да можеме ние да оствариме она што го сакаме. Ова го правам и сите овие видеа ги снимам исклучиво за оние кои што се веќе на патот на ослободување од овие напластени програми, превземени од нашите предци и од претходните генерации, кои што се всушност чиста заблуда. Живееме во свет на изобилие, едноставно може човек да си дозволи да ја промени својата патека, да биде просперитетна, успешна и полна со здравје. Јас ке продолжам и понатаму да објаснувам на темата кои се блокадите за просперитет и се надевам дека ќе ви бидат корисни. Се гледаме во следното видео.
И последното прашање, на кои места барам валидација, односно потврда? Каде барам потврда, од кои луѓе барам потврда за тоа што останувам мала, неуспешна, несакана. На кои места барам потврда, валидација? На кои места кукам и барам потврда од другите за мојата неуспешност, за мојата недоследност и за моето откажување. Едноставно, постојано го окривувам животот, без да сватам како јас допринесувам за тоа. И на крајот да појаснам, сите вие што сакате да се занимавате со процесите на манифестација, не може без расчистување на овие програми да слободно и лесно манифестираш. Ја знам дека луѓето бараат техники, постојано бараат техники без да сватат дека самите они се техниката. Интересно, живееме во материјален свет и ова го оставив на крај, најважното го оставив на крај. Луѓето треба да сватат дека манифестацијата и она што сакаат да го остварат работи исклучиво преку енергија. Вие привлекувате од универзумот и примате од универзумот само енергетски. Мора да постои висок енергетски статус, значи кохерентност во вашето тело, во вашето, за да може да привлечете одреден просперитет, здравје и успех. Без енергетска кохерентност не може да дојде, бидејќи сигналот има пречки. Универзумот е неутрална енергија. И затоа често се случува да некои луѓе кои што не се премногу оптеретени, да кажам во наводници, со морална рестрикција, се повеќе успешни од оние што се карактеризираат дека се добри. На крајот, за жал, испаѓа дека добрите луѓе се добри и толку. Значи, потребни се одредени вештини, потребно е одредено отпластување, ставање на прашалник и некои други спознанија, некои други способности, за да можеме ние да оствариме оно што го сакаме. Ова го правам и сите овие видеа ги снимам исклучиво за оние кои што се веќе на патот на ослободување од овие напластени програми, превземени од нашите предци и од претходните генерации, кои што се всушност чиста заблуда. Живееме во свет на изобилие, едноставно може човек да си дозволи да ја промени својата патека, да биде просперитетна, успешна и полна со здравје. Јас ке продолжам и понатаму да објаснувам на темата кои се блокадите за просперитет и се надевам дека ќе ви бидат корисни. Се гледаме во следното видео.